Благодарам, почитувам председавач. Колешке Кузмановска, 3 збора од вашиот говор ме поттикнаа да се јавам и да ве дополнам во вашата дискусија и да констатирам дека оваа дебата итекако е потребна да ја продолжиме. Зошто? Затоа што сите ние треба да знаеме каква работа ги очекува членовите и замениците членови на комисијата која што треба да биде избрана. Кои се тие 3 збора? Значи, спомнавте, за разлика од останатите говорници, го спомнавте зборот сценаристот, не знам колку ќе ми дозволи времето да ги елаборирам сите. Сценаристот и историска пресвртница. Сценаристот, цела јавност веќе знае дека ова е мега сценарио, кој што започна уште за време на, поточно вечерта, на изборите 2014 година. Кога СДСМ одлучија да не ги признаат изборите. Од тогаш започна она френетично сценарио. Се знае, барем ние тука што сме во собранието, знаеме кој, како, на каков начин и зошто се трудеше да дојде и се уште се труди, да се разбереме, се уште се труди, да дојде до ова состојба до која што сме, до ова дередже на која што е Република Македонија. Рековте историска пресвртница. Да, се согласувам дека е ова историски момент за Република Македонија. Зошто? Затоа што затоа што ја имаме тиранската платформа подпишана од албанските партии во Тирана, кое што значи директно мешање во внатрешните работи на нашата држава. И оваа тиранска платформа е постизборен документ. За ваков постизборен документ треба да бидат прашани граѓаните на Република Македонија. Вакво дезавуирање на изборните резултати нема никаде, во ниту една држава во светот. Значи, ако некој сака оваа тиранска платформа да биде дел од нечија владина програма, тогаш ќе мора да оди на избори, па граѓаните да одлучат дали се согласуваат или не. Зошто? Затоа што директно навлегува во унитарноста на Република Македонија.